Многу интересно. Може би треба да станете пример за тоа како се извртуваат тези, но не знам ползата која е ваша. И никако да кажете дека овој предлог закон за измена и дополна на Законот за основно образование е за пофлексибилно и поефикасно формирање паралелки, за превенција и за спречување на насилство во училиштата и секако за децентрализација, односно се дава поголема улога на градоначалникот. Зошто? Затоа што располага со пари, но така сметам дека и подомачински ќе ги распределува вработување. И да, во делот на вработувањата, колку вие, толку и ВМРО се претерало, сега е дојдено време тоа секако да се воведе во ред и немојте да ги заплашувате наставниците, кадарот во основното образование дека ќе останат без работа. Милион пати повторено и од министерката дека тоа нема да се случи. Впрочем, многу ми е некако непријатно јас вас да ве подсетувам за образовните политики на СДСМ, но еве прво што ми текнува во периодот на вашето 7 или 8 годишно владење е проектот на Мила Царовска со кој што преку 100 милиони евра овде во ова собрание се изгласа за да се снабдиме со учебници, други наставни дидактички материјали, се изгласаа парите, но токму во ваше време учениците, за кои вие сте загрижени, исто така и наставниците, 2 учебни години поред започнуваа учебни години без учебници за учениците. И сега вие овде ќе покажувате грижа како тие наставници таа настава ја водеа тие 2 години без учебници. И дали воопшто дигитализацијата вие ја спроведовте, ја ветувавте и милионски суми на средства за тоа потрошивте. И конечно, колега Бочварски, вие потекнувате од партијата која што сега покажува грижа дека не знам колку кажавте 5000 наставници ќе останеле без работа, што не е точно, но да ве подсетам на 90-тите години, кога благодарение на политиките на вашата партија во Македонија преку 150 фабрики и индустријски капацитети беа затворени. Десетици илјадници не луѓе, семејства останаа без плати. И сега вие овде ќе покажувате некаква си лажна грижа и испраќате порака дека наставниците ќе останеле без работа. Далеку од тоа. Далеку од тоа. Вашите грешки оваа влада се труди да ги исправи. Не е лесно, тешко е, но сме се зафатиле за оваа работа и ќе ја спроведеме. А вашите лажни реклами на овој закон, мислам дека многу скоро ќе биде докажано дека се навистина само лага и паника ширење. Контрареплика, пратеник од Бочварски.